почитувани 16 часот и 30 минути. Еве ги настанете на денот. Македонската диаспора беше дел од 34-та сесија на Обединетите нации. Оттаму тие имаа можност директно пред раководството на Советот да испратат пораки за моменталната состојба во Македонија барајќи помош. Со повеќе активности денеска во Македонија се одбележа Светскиот ден на водите 22 март. Статистиките покажуваат дека македонците пијат квалитетна вода. До 31 март радовишани ќе имаат можност да склучуваат договори за огревни дрва. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на специјалното јавно обвинителство врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон врз телевизија Нова и нејзиниот сопственик. Ваквите постапки на специјалното јавно обвинителство се директно погазување на демократијата и представуваат удар врз слободата на говор. Граѓаните имаат право да добиваат точни, проверени и навремени информации. Акцијата на специјалното јавно обвинителство против сопственикот на телевизија Нова не е ништо друго, освен обид за цензура и ограничување на слобода на медиумите. Зоран Заев ги прогласи медиумите за најголеми непријатели на СДСМ. Последните активности на специјалното јавно обвинителство се само продолжение на ваквата непринципиелна и недемократска политика. Притисокот врз медиумите мора да престане. Телевизија Нова ја има нашата подршка да не потклекне и да продолжи со професионалното работење без разлика дали некому му се допаѓа уредувачката политика. Телевизија Нова беше првата телевизија која ни даде подршка како медиум кога во јавноста ги изнесовме заканите врз нас како медиум. Патем последново е дополнителен доказ кој зборува за организиран притисок врз медиумите. Репресирани и прогонети, но слободни. Новинарството не е криминал. Македонскиот народ е на нозе. 23 дена повеќе од 100.000 луѓе излегоа на улиците ширум републиката и се кренаа против антимакедонските и антидржавните политики на политичарите кои ја прифатија тиранската платформа. Црвено-жолти реки од народ течеа по улиците на македонската престолнина, но и во повеќе од 40 населени места низ земјава. Ултимативно против платформата, илјадниот народ, како никогаш досега, организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, ги зацементира македонските позиции во однос на државните интереси. Со исти ставови, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ќе продолжи и денес во 18 часот низ целиот југоисток. Струмица, Радовиш, Валандово и Гевгелија. Денеска хан доаѓа во Македонија, која порака ја испраќаат струмичани до него. Струмичани до него ја испраќаат пораката да не се меше во туги држави, народот нема да му дозволи. За нашата Македонија, нашите прадедовци се борели, има многу крв пролиено, нема да дозволиме да ни го разбитат Македонија. Каква е организацијата денес? Беше најавено дека ова ќе бидат едни од најмасовните протести, како сте организирани денес? Како и секој ден, се помасовно и помасовно се собираме спонтано на плоштадот. Секогаш ќе бидеме тука додека не се повлече тиранската платформа. Нема да дозволиме некои од туги страни, прво тие нека се го исчистат нивниот двор, па потоа да се го средат дворот, па потоа да се повлечат едноставно. Не може некој да одлучува за туги држави, затоа што ни ние не им се мешме нив. Мислам дека тоа не е во ред. Тоа се пораките всушност кои што ги испраќате од секој. Дали понатаму добродојден? Не е добродојден во Македонија, треба да стане се одени бараме средба со граѓаните тој да има. Граѓаните одлучуваат. Во граѓаните е мандатот. И кој е вашиот коментар за тоа што не сакаше хан да има средба со граѓанската иницијатива за заедничка Македонија? Мислам дека не сака да има. Тоа намерно го прават. Знаеме која му е целта, да не разнебитат. Ги поддржува СДСМ и јавно денес кажа од беса дека тој е дојден овде за да ја поддржи платформата. Остануваат со платформата, а ние остануваме дека мандатот нема да им го дадеме, мандатот е во македонскиот народ. Ние сме тие што сакаме и бараме да се сретнеме со хан да разговараме. Продолжувате и понатаму со протести? Да, продолжуваме се поголеми бројки поголеми. Драги мои сограѓани, ве молам прво да го поздравиме председателот
доктор Ѓорѓе Иванов за неговата храбра одлука да не ги прими сами останатите. Со тоа тој јасно стави до знаење дека неговиот став и одлука нема да се променат, се додека албанските партии, вклучувајќи го и СДС, Социјалдемократскиот сојуз на албанците, не се откажат категорично и целосно од тиранската платформа. Како што видовме на телевизија, таа платформа не ја смислила Еди Рама, значи не е толку паметен. Таа си постоела многу порано и тие си имаат книга која ги содржи овие барања. Еди Рама само им наредил на своите послушници од Македонија да ја спроведат по секоја цена, па дури и по цена на граѓанска војна. Верувајте ми, тоа им е целта. Ние македонците меѓу себе да се испотепаме, затоа што тие знаат дека ние под никакви услови нема да дозволиме двојазичност. Браќа и сестри, далеко сме од Скопје. Но ве молам да викнеме 3 пати Македонија за да не слушнат дека и во Гевгелија на площадот има македонци. Македонија! 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 Нема да дозволиме Гевгелија да стане двојазична никако и никогаш. Браќа и сестри, денеска не се приклучија и земјоделците. Дојдоа со нивните трактори заедно со нас да маршираат. Утре ќе ни се приклучат и други македонски синови и ќерки. Секој ден ќе бидеме се побројни и побројни. Здраво, мацна, натегната, потегната, грабена, на најповеќе грабена, драги мои. Радовишани, на овој Седеград Мегдан. Барем јас памтам малку повеќе, а има и други луѓе и постари од мене. Секогаш имаше адет, обичај, пред да биде формирана капелата горе во црквата. Мратовците ги тука правеа на една пауза да остане меѓу другото на повеќе места. Немојте да ни се случи истото и на Македонија овде да ја правиме починка. Мора да биде Македонија обединета. Македонија, дали моја, како македонец, дали на вас, како македонци, или на сите други етнички групи кои што припаѓаат до Македонија и треба да се македонци. Со правото на она нивно изdeснување, дали е турчин, дали е ром, дали е србин, босанец, дали е што и да се чувствува, нека се чувствува. Меѓутоа, јас памтам уште од мал. Овде се правеле говори, се правеле манифестации, слави, меѓутоа, јазикот секогаш бил еден и никој друг, македонски. Македонски или радовишки, што да кажа повеќе. Јас не сум можеби најповиканиот, меѓутоа дека се чувствувам поробен во мојата Македонија, се чувствувам. Уште повеќе ќе се почувствувам кога ќе почне да пука на сите страни Македонија. Таа мала јадна држава што ја имаме, што ја добивме, крепка од неодамна. Уште еднаш се собравме да ја поддржиме иницијативата за заедничка Македонија и да придонесеме за одбрана на унитарноста на Република Македонија. Со платформата од Тирана, албанските политички партии превземаат толку дрски чекори што си дозволуваат да се вмешуваат во спорот што Република Грција го има со нас за името. Со ваквите чекори, албанските партии отворено кажуваат дека сакаат да преговараат за нашиот идентитет. Се поставува прашањето дали они имаат право да преговараат со друга држава за нашиот собствен идентитет. Доколку тоа го дозволиме, ќе ја погазиме борбата на нашите предци во минатото. Името Македонија и македонскиот идентитет е исклучиво поврзано само со македонскиот народ. Името Македонија постои од 7. век пред нашата ера. Се задржало за време на римскиот период, кога имало посебна провинција што се нарекувала Македонија.
Што побрзо предвремени избори заедно со локалните за излез од кризата. Ова било соопштено на вчерашната средба со хан од страна на ВМРО-ДПМН. Како што е наведено во соопштението, од ВМРО-ДПМН посочиле дека предвремени избори секако ќе има, но колку побрзо се одржат тие, толку подобро за Република Македонија. Одговорност за понатамошниот развој на состојбата носат сите политички чинители, вклучувајќи ги представниците на меѓународната заедница. Многу избрзани и непромислени чекори и изјави од кој било фактор создаваат и можат да создадат сериозни тензии во целокупното општество. Тоа го истакнала делегацијата на ВМРО-ДПМН предводена од лидерот Никола Груевски на вчерашната средба со еврокомесарот Јоханес Хан и европратениците Вајгел, Кукан и Фланкенштајн, соопшти денеска ВМРО-ДПМН. Од ВМРО-ДПМН посочиле дека предвремени избори секако ќе има, но колку побрзо се одржат тие, толку подобро за Република Македонија. Потребно е да се искористи можноста тие избори да се одржат заедно со локалните избори во најбрз можен рок, со цел ставање конечен крај на долгогодишната криза, која во овие денешни околности очигледно не е во можност да заврши, навеле од ВМРО-ДПМН. На средбата, стои во соопштението, делегацијата на ВМРО-ДПМН многу директно, јасно и прецизно ги представила своите позиции за моменталната политичка состојба, но и за сите причинители, потикнувачи и извори на неколку годишната криза во Република Македонија, која СДСМ ја започна вечерта на изборите на 27 април 2014, кога не ги призна резултатите и одлучи да не учествува во парламентот. Било посочено дека направиле огромен број сериозни чекори во минатите неколку години со цел да се надмине политичката криза, но и фактот дека таквите чекори и добрата волја беа злоупотребени. ВМРО-ДПМН е останува на позицијата дека на последните избори се случи политичка измама на граѓаните со тоа што платформата од Тирана, поставена како предуслов за формирање на влада, воопшто не беше представена пред граѓаните и тие не беа информирани за намерата на некои партии да извршат редефинирање на државата и изигрување на незиниот устав. ВМРО-ДПМН го потенцираше фактот дека мнозинството од македонскиот народ не може да биде оставено во опозиција и без право да учествува во раководењето и одлучувањето за еднината на својата држава, при тоа почитувајќи го истото право и на сите други граѓани, стои во соопштението. Македонските граѓани, навеле од ВМРО-ДПМН, се крајно сензибилизирани и револтирани затоа што не само што се крши принципот победник со победник, кој меѓународната заедница го наметна, туку јасна е намерата преку тоа кршење. Мнозинството македонци да одат во опозиција, за да можат албанските партии заедно со СДСМ, како поразена партија поддржана од малцинството од граѓани и особено од малцинството од македонците, да го сменат името и идентитетот и да ја применат тиранската платформа со цел редефинирање до непрепознавање на земјата и од специјалното јавно обвинителство е главната алатка за олеснување и спроведување на тој план, чиј планер заборавил дека Македонија освен партии и политичари има и народ и дека ова што се случува е политичко силување на државата и на народот и неговата волја. На средбата заеднички било констатирано дека Република Македонија под раководство на ВМРО-ДПМН спровела огромен број значајни проекти и реформи, кои помогнале на граѓаните, но и ја доближиле државата кон Европската унија. Биле опфатени и други теми како опасности од повторување на мигрантската криза, проблемите, перспективите и потребите на целиот регион за побрза интеграција во Европската унија. А македонската диаспора беше дел од 34-та сесија на Обединетите нации. Оттаму тие имаа можност директно пред раководството на Советот да испратат пораки за моменталната состојба во Македонија, барајќи помош и поддршка од Организацијата за зачувување на идентитетот на македонците и унитарноста на државата. За прв пат во историјата на Македонија, македонска организација се ги бара основните човекови права пред главните органи на Организацијата на Обединетите нации во Женева. На 44-тиот состанок на организацијата и 34-та редовна сесија на Комисијата за човекови права, која се одржа на 17 март, своје обраќање со конкретни барања до неа имаше и македонското здружение Рефрама од Швајцарија. Председателот на ова здружение, Драган Стоиловски, имаше неколку минутно обраќање
во која имаше можност накратко да ја раскаже моменталната состојба во Македонија и од оваа организација да побара помош во зачувувањето на основните човекови права на македонците, да се зачува унитарноста, јазикот и воопшто македонскиот идентитет. Nous reconnaissons le rôle important joué dans le processus des droits de l'homme. Ние ја признаваме важната улога која ја има оваа организација, особено во делот на човековите права. Македонската диаспора е многу загрижена за моменталната состојба во Република Македонија и сите ние сме вознемирени од фактот дека надворешни сили се вмешани во провоцирање на кризата која започна во февруари 2015 година, каде од страна на опозицијата беше извршен притисок врз премиерот да си даде оставка. Загрижени сме од моменталните обиди за федерализација на државата и фактот дека опозицијата со помош на странски сили се обидува да дојде до власт, без разлика на тоа што ги изгубија изборите во декември минатата година. Повикуваме на Советот на Обединетите нации да изврши притисок врз овие надворешни сили, да ги сопре во мешањето на внатрешните работи на државата. Македонците се единствени кои можат и треба да ја изберат својата влада преку демократски избори. Го повикуваме Советот за човекови права и сите држави членки да поддржат нови парламентарни избори во Македонија. Диаспората ја изразува својата загриженост врз сите обиди за промена на името на Република Македонија, унитарноста на земјата, препознатливите карактеристики на нашиот етнички идентитет. Ја повикуваме Европската Унија да престане да ја негира екзистенцијата на нашата нација и јазик. Повикуваме на препознавање на нашиот јазик. Ова е уште еден голем чекор на македонската диаспора да го даде својот придонес во решавањето на кризата во Македонија. Тие досега организира и повеќе протестни маршеви низ Европа, Америка и Австралија, давајќи ја поддршката на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Испраќаат пораки за зачувување на државата, која за нив е единствената татковина, за која, како што велат, ќе се борат без разлика во кој дел од планетата и да се наоѓаат. Во Собранието на Република Македонија и денеска продолжи координативната средба на представниците на парламентарните групи за утврдување на предлогот за составот на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, што е предуслов за закажување продолжение на конститутивната собраниска седница. На вчерашната координација представниците на парламентарните групи го договорија бројот на членовите со кои ќе бидат застапени во Комисијата за прашање на изборите и именувањата, но се уште не е постигнат договор за председателот на комисијата. Согласно договореното, ВМРО-ДПМН ќе има 6 члена во комисијата, СДСМ 5, а ДУИ и БЕСА да бидат застапени со по еден член. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, против кого основното јавно обвинителство отвори случај за злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања, денеска изјави дека како политичка партија целосно го следеле законот во однос на собирањето и трошењето средства и организирањето кампања. Осомничен сум јас, едно вработено лице во партијата кај нас и Социјалдемократскиот сојуз како политички субјект. Денеска имаме закажено можност за увид во доказите кои што јавното обвинителство ги има обезбедено. Ќе ги направиме сите постапки поврзани со увидот на доказите и согласно тоа ќе подготвиме и нашата одбрана. Благовремено преку вас медиумите ќе бидат информирани граѓаните за сите детали. Она секако што е дозволено во текот на постапката, која што значи истрага и предистражни постапки. Продолжуваме со дневникот. Со повеќе активности денеска во Македонија се одбележува светскиот ден на водите 22 март. Статистиките покажуваат дека македонците пијат квалитетна вода, а истото се однесува и на југоистокот, покажуваат податоците од редовните контроли на Центарот за јавно здравје во Струмица. Струмичани пијат најквалитетна вода на југоистокот. Ова го покажуваат тековните испитувања на Центарот за јавно здравје од Струмица, од каде велат дека водата токму тука е најчиста и најпитка. Квалитетот се должи на широкиот опсег кој го има прочистителната станица која е една од поголемите во регионот. Освен водата од главниот водовод, постојано се врши анализа на водата на јавните чешми, а вода се проверува и по претходна иницијатива на граѓаните за некоја посебна локација. Сепак предначи во квалитетот на производство на вода за пиење, бидејќи пречистителната станица е од поголем обем и се разбира дека е направена за поголем капацитет
на корисници на безбедна вода за пиење, во склоп на програмските задачи и анализа на попатни чешми или рекреативни чешми. Така да, од интерес на струмичани, би можел да кажам, сега во последно време направивме анализа на ладната воичка и таа е микробиолошки и физичко-хемиски безбедна вода за пиење. И сега би кажал и еден нов момент за тоа дека направивме анализа на една чешма тука на излезот од Струмица кај кружниот ток спрема Скопје, и таа исто така чешма е микробиолошки и физичко-хемиски безбедна. Центарот за јавно здравје од Струмица редовно прави контроли и на водата за пиење во Василево, Новосело, Босилово и Валандово, а одговорните од таму велат дека локалните самоуправи треба да посветат големо внимание и да вложат средства токму за станици за отпадни води. И продукција доста на отпадна вода. Се разбира, таа отпадна вода мора на некој начин да биде санирана и контролирана. И сега во тој правец се работи на тоа да се прават во повеќе општини се прават колекторски системи, но сепак треба да се продолжи со доизградба на тие колекторски системи и доизградба на филтер станици, односно пречистителни станици за отпадни води. На денешниот ден, кој впрочем е и светски ден на водите, мотото се однесува на отпадните води, а целта е генерално да се влие на свеста да не се загадуваат површинските и подземните води со разни фекалии преку индустријскиот процес, да се пречиствуваат ако веќе се загадени, со што се спречува можноста за евентуално наводнување на земјоделските култури, да се спречи дистрибуција на загадените води до сите корисници и заради штедење на вода и зачувување на водените ресурси. Во Македонија граѓаните се уште имаат пристап до безбедна вода за пиење, и тоа во просек над светскиот, покажуваат статистичките податоци. На светско ниво пак, податоците покажуваат дека небезбедната вода е смртоносна за илјадници луѓе кои ја пијат. Приказната за каменот Бенлиташ, за кој во минатото се верувало дека им помага и на семејствата кои немаат пород, наречен камен на плодноста, на иницијатива на жените од општина Босилово, денеска повторно оживеа. На празникот на младоста и љубовта, посветен на светите 40 маченици, традицијата вели дека треба да се помине низ тесниот отвор на неколку метарските камења на Огражден во близина на селото Иловица. Денес по пети пат со општината како покровител и невладиното здружение Слоуфуд Огражден како организатор ја прирадуваме манифестацијата на Бенлиташ или каменот на плодноста некаде на локација меѓу населените места Иловица и Дрвош. Тоа е една стара традиција која повеќе децении, можеби векови се негува тука меѓу населението од овие населени места. Го имаше тоа и на иницијатива на локалните граѓани. Општината прифати да биде покровител на оваа манифестација, така да од година во година се трудиме да му дадеме поголемо значење на овој настан и да го промовираме и на пошироко, и секогаш стоиме зад како покровители и помагаме во организацијата на настанот. Мене ме радува што секоја година имаме се повеќе содржини. Еве и минатата година, а ова година посебно имавме настап на младите членови на нашите културно-уметнички друштва, со што на оваа млада генерација им го вдахнуваме она нашето македонското и одржувањето на традициите и нашата култура, која од секогаш ни била, а во идните времења што доаѓаат ќе ни биде уште попотребно. Значи негување на нашите традиции и обичаи, и општина Босилово секогаш ќе стои за вакви настани и сите иницијативи за збогатување на содржините, за промоција на настанот ќе ги прифати и ќе даде свој придонес во организацијата и промоцијата на овој настан. До 31 март радовишени ќе имаат можност да склучуваат договори за огревни дрва. Од јавното претпријатие Македонски шуми од Радовиш изјавија дека располагаат со доволно количини на дрва за огрев.
2450 денари за дабово дрво, 2370 денари за буково и 1860 денари за сеченици, им нуди јавното претпријатие Македонски шуми од Радовиш на сите оние кои решиле да склучат договор за огревни дрва. Како што истакна директорот на ова претпријатие Љупче Почивалец, оваа година порано започнало склучувањето договори и дека претпријатието располага со доволно количини на дрва за огрев. Така, оваа година, малку порано за разлика од претходните години, почнавме со склучувањето на договорите и луѓето се дисциплинирани во тој дел, значи пристапија, склучија во најголем дел договори. Еве ќе искористам оваа прилика и да кажам дека веќе престанавме да склучуваме договори за дабово огревно дрво, бидејќи ја исполнивме планираната количина за оваа грејна сезона. Меѓутоа и понатаму продолжуваме да склучуваме договори за буково огревно дрво и сеченици. Почивалец истакна дека договорите ќе се склучуваат додека има количини на дрва, во зависност од барањата на радовишани кои почесто бараат дабово дрво. Не дека располагаме, значи некако тековно секоја година се движиме во тој обем на количини со дабово и буково огревно дрво. Луѓето во Радовиш, како и многу пати порано сум спомнал дека се повеќе навикнати на дабовото огревно дрво и повеќе го искористуваат дабовото огревно дрво во однос на буковото. И затоа на почетокот секогаш најпрво се исполнуваат количините со дабовото, а потоа значи и со буковото огревно дрво. Количините се тие како и претходната година. Според него претпријатието располага со истите количини на буково и дабово дрво секоја година и онолку колку што дозволува законот. Цените остануваат непроменети. Граѓаните кои склучиле договори редовно плаќаат, а дрвата се испорачуваат со последната исплатена рата. Додека пак испораката за оние кои уплатиле во готово, како и за синдикатите, веќе е започната. Огласот за склучување договори за огревни дрва трае до 31 март. Одиме во Дојран. Повеќе нема никакви услови за преживување на пирани во Дојранското езеро, посебно по екстремно ниските температури оваа зима, кои не дозволуваат вакви видови да екзистираат во езерските води. Ова го тврди наблюдувачот за УХМР од Дојран, Златко Талески, кој уште вели и дека самото пуштање на злогласните риби според тврдењата од локалното население било изведено од жители на оваа општина. Пираните се веќе угинати во Дојранско езеро, тврди наблюдувачот од Нов Дојран за управата за хидрометеоролошки работи, кој вели дека услови за постоење на овие риби нема во езерото. Минатото лето во јавноста се објавија слики од примероци на пирани фатени во езерото, пошто локалните власти заедно со концесионерот на езерото, фирмата Фишилан, на пресконференција изјавија дека рибите се намерно пуштени во водите за да му наштетат на угледот на градот и на самото езеро. Сега Талески тврди дека од изјави на локалното население постојат сомневања дека рибите се пуштени од жители на оваа општина. Мајката на пираните е Венецуела. Сите знаеме дека таму живеат. Пирано живе во длабочина негде, ако не се лажам, до 3 метри. И температура негде од 15 до 18 степени, што е најниска за него, треба да биде поголема. И со тоа пираните во Дојранското езеро нема шанса да опстанат. Тие се веќе и угинат заради тоа што имаме зимскиот период, имаме температура околу 0. Имаме и дебел слој на мраз од 12 см, а на некои места беше и до 40 и 50 см. А температурата на водата падна 0, па и испод нулата, но за пирање тоа е веќе смртоносно. На 3 метри длабочина во Дојранското езеро можеш да се измери на мерната станица негде до плюс 1 степен. Што се несува до пираните не е сами дојдени, тие беа пуштени нарочно од некои поединци, да кажеме, луѓе кои што му мислат лошо на Дојранското езеро, после на жителите на општина Дојран. А тие луѓе се општина Дојран, не може да видат некој од страна да ни дојдат па да не ги пуштат пираните. Рибниот свет во езерото сега се подготвува за мрест, а со тоа ќе почне и забраната за спортски и стопански риболов во езерото, вели Талески. На овие температури рибата веќе се бара место за мрез во јата, така да за еден период со заплување на водата ќе почне да се мрестат сите видови на риба. Покасно мрестање на рибата е кај крапот, кој што сака поголема температура, исто и сомот. Додека другите риби
се сите во тој период, негде околу 10-12 април, па и цел мај месец. Езерското ниво по последните мерења е 210 сантиметри и е над просекот за овој период од годината, додека температурата на водата изнесува 11 степени. Врвот Гола Чука на Пајак планина во соседна Грција. Изминатиот викенд беше освоен од македонски и грчки планинари. 1647 метри надморска височина беа предизвик за 164 планинари од повеќе планинарски друштва од Македонија, како и за 7 планинари од Грција. Врвот Гола Чука на Пајак планина во соседна Грција изминатиот викенд беше освоен од македонски и грчки планинари. 1647 метри надморска височина беа предизвик за 164 планинари од повеќе планинарски друштва од Битола, Прилеп, Кавадарци, Неготино, Велес, како и за 7 планинари од соседна Грција. Желбата за искачување на планина и освојување уште врвови беше предизвик и за Љубица Карајкова, член на планинарското друштво Кожув од Гевгелија. Мотивот за да одам, таа голема група која се створи, таа голема заинтересираност од сите наши македонски друштва, ме потикна да бидам и член на тоа искачување, а повеќе ме потикна затоа што Пајак планина е во Гевгелија од западната страна. Стално ја гледаме, стално ја подсетуваме, а ниту еден македонец се нема искачано на таа планина. Ние сме првите македонци, 164 и 7 грци кои не придружуваа и кои ја организираа турата во Грција, што се искачивме на Пајак планина. Љубица вели дека планината е лек за душа, со желба љубовта кон планината да ја пренесе и на други лица, а воедно и да ги поттикне да се одлучат да пешачат по планинските патеки. По пауза од само неколку месеци, во еден здив и за неколку часа, се искачила и на Пајак планина. Патот не водеше најпрво некоја патека со камења правена, некој си стар пат. Арнама го напуштивме тоа дел и продолживме по планинарска патека. Дојдовме пред врвот, снежен врв, многу снег, стрмен. Тоа се и очекуваше. Арнама успеавме. Нашата желба да се искачеме успеавме. Повеќето од нашите планинари успеаа да се качат горе. Имавме едно прекрасно дружење. Тука веќе е атмосфера за паметење. Едно прекрасно дружење, едно славење, интернационално славење, затоа што бевме мешани групи и полека, нога за нога, ние се спуштивме долу кон автобусите. Плановите на планинарското друштво Кожув се бројни, кои во блиска иднина ќе бидат реализирани. Ти оставаат и отворена покана за сите граѓани кои имаат желба за планинарење, да им се приклучат кон нивниот тим со кој ќе бележат и понатамошни успеси. Почитувани, вие го следите на новото издание на Дневникот на телеканал А1, а во продолжение да видиме што се случуваше денес во светот. Американскиот председател Доналд Трамп потпиша предлог закон за финансирање на Американската вселенска агенција НАСА, во кој се наведува дека една од целите е истражување на Марс и испраќање летало на таа планета. Законот одобрува буџет за НАСА за 2017 година во износ од 19,5 милиарди долари. Неодамна Трамп поднесе предлог во Конгресот за следната 2018 година на НАСА да и бидат одобрени 19,1 милиарда долари. Со подпишаниот закон се овозможува продолжување на работата на меѓународната вселенска станица, речиси до 2024 година и евентуално користење на вселенски бродови за испраќање астронаути до станицата. Над 600 милиони луѓе во светот немаат пристап до вода за пиење, од кои повеќе од половина милиарда живеат во рурални области. Денес 663 милиони луѓе во светот се без вода за пиење и најголем дел од нив, околу 552 милиона, живеат во рурални области, се наведува во извештајот на WaterAid по повод Светскиот ден на водата. Папуа Нова Гвинеја, Мозамбик и Мадагаскар се меѓу државите кои се најмногу погодени од тој недостиг
достиг и меѓу 20% од луѓето во светот каде најмногу влијаат климатските промени. 67% од популацијата од руралните делови од Папуа Нова Гвинеја нема пристап до вода за пиење. Тоа се околу 4,4 милиони луѓе од вкупно 7,2 милиона жители на земјата. Европската Унија мора посилно да се ангажира во Југоисточна Европа за да ја доврши евроатлантската интеграција на регионалните земји, со цел на местото на Европската Унија да не дојдат некои други држави. Се согласија денеска во Стокхолм шведскиот премиер Стефан Лофвен и хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ. Разговаравме за загрижувачкиот развој на настаните во Југоисточна Европа и се согласивме дека Европската Унија треба да има позначајна улога во регионот. Мораме се да направиме да тие земји почувствуваат дека се дел од европскиот план, посочи Лофвен на заедничката пресконференција со Грабар-Китаровиќ. Грабар-Китаровиќ истакна дека и покрај Брекзит Европската Унија мора повеќе да се ангажира и да ги охрабри луѓето за спроведување на реформите со цел празнината да не биде пополнета од други држави. И за крај на овој дневник да видиме какво време не очекува во наредните денови. Топло време за овој период од годината со температури на 20 степени ќе се задржи до петок, а за време на викендот ќе има опаѓање. Од УХМР најавуваат за утре преодно на облачување со појава на краткотраен дожд во попладневните часови. Утре дневната температура ќе достигне до 27 степени, а во петок до 26. За викендот во сабота до 23 и во недела до 21 степен. Позначителна промена на временската состојба се очекува од почетокот на наредната недела, кога температурите ќе се спуштат за 10 степени. Од северозапад ќе најде релативно влажен бран, а од север ќе се спушти постуден воздух и ќе предизвика нагло опаѓање на температурата и промена на временската состојба. Ќе има зголемена облачност и врнежи од дожд, а на некои повисоки места и на планините се очекува и врнежи од снег. Во понеделник температурата ќе се движи од 7 до 11 степени, а во вторник од 9 до 13 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Следниот дневник е во 20 часот. Имајте пријатен остаток од денот.